Надпросечен македонец. Ние сме тоа, каде и да сме во светот, надпросечни, Тино и Атанас, кои што кога и да ги слушам, кога и да ги гледам, навистина ми е многу убаво поминато време, квалитетно поминато време сами. За прв пат во историја на островот македонски стендап комичари доаѓаат во Малта. И не е шега првоаприлска. А дека не е првоаприлска шега, сега ќе земам, ќе им се јавам. Тино, добро утро, добар ден, како е? Одлично. Може ли да поразговараме нешто, ама јавно? Сакам да го пренесам нашиот разговор на сите наши гледачи на социјалните мрежи за вашето гостување во Малта. Нема да дојдете? Откажувате? Се шалам. Доаѓа. Да, шега. Сакам малце да ги штретно. Може разговор да го снимиме? Да оди јавно? Медиумски? Ајде, јас ќе ти поставам прашање, ти ќе одговараш, а мојот камерман ќе снима. Ајде. Не е првоаприлска шега, иако малку се пошегував дека нема да доаѓате. Не е прво. Ама чекај да стиле, тоа вие си правите таму смешки, така? Ама ние не сме дојдени уште, тоа сте да дојдеме ние да правиме смешки. Не правите вие смешки пред ние да правиме смешки. Тино, прв пат ќе настапувате на островот, јас прв пат разговараме вака во живо и баш ми е драго, ама кога и да ве видам, тоа го кажав, тоа е најквалитетното поминато време за мене во животот, кога ќе ве гледам и кога ќе си се смеам. Фала. Абе слушај, знаеш што е добро кога спомна више 1 април? Замисли да дојдеме на 1 април и почнува настапот и 5 минути да излеземе и да речеме ве се заебавме, нема да настапуваме. Ајде поздрав, чао. Ние идеме на пијачка. Да, види. И тоа ќе биде спектакл. Иде спектакл оригинал, има да ви удавиме таму 2,5 сати, нема од сала да се излезе. Надпросечен македонец. Ќе ве удавиме од смешки. Додека не заврши 1 април ќе настапуваме. До 12 вечерта. Тек 2 кога ќе дойде, тогаш ќе завршиме. Бомбона. Надпросечен македонец, Малта. Тоа за нас збориш, надпросечен македонец во Малта, така? Надпросечни се сите што избегаат, други да останавме. Ние ќе си го третираме. Или обратно, уште не знам како е. Дали надпросечните останавме и просечните отиза. Има две варијанти, ама реално поубавите луѓе си отидоа, да ти кажам. Ме оставивте мене со грдоси како Атанас. Слушај, јас пред малку кажав, ти потврди ми дали информацијата е точна. Имате еден настап на 1 април и да си ги купат на време местата заради тоа што ако се распродадат брзо, тие што ќе сакаат да дојдат да немаат билети, нема да има втор настап, нема да има на трети. Нема, разговаравме за ова, ама очигледно македонштината си оди со од тука кога ќе отидеш и си ја носиш таму. И како што се навикнати тука на ден на премиера или на ден на настап да купуваат карти, така си се навикнати сегде. Сака да си купи денес за вечер карта. Сега, ја го разбирам тоа, ама денес ако нема за вечер карта ќе им биде криво и на луѓето, а бога ми и мене ќе ми биде криво што сакале да дојдат, да не можеле. Така да, апел до сите што не слушаат, гледаат или како и да е, да си набавите билети на време, за да не ни биде криво ни на нас, ни на вас. Да, затоа што после тоа вие нема да може да останете во Малта поише да си се расприкажам, бидејќи имате турнеја, ви тече турнејата низ други места, низ Да, ние не само турнејата, авионот за назад ние одма уселета. Види, нема да ја кажам компанијата, ама ако е таа компанија што многу често доцни летот по 4-5 сати, може ќе останете уште некој час повеќе. Ако го блокираат нешто аеродромот, можете да останеме. Како ви таму убаво, така топло е, не? Да, види, денеска, утре, заутре, вие наредни 4 дена е врнежливо, мрачно и така натаму. Ама тоа запира, вие на 1 април доаѓате во вистинско лето.
Да, први април доаѓаме да жештиме и онака жешката атмосфера на Малта. На кратки ќе сте или на долги на настапот? Не знам, по кратки не настапуваме доле, само горе. Има некои понтон што ми е од академија, као театар, стендап. Јавен настап не смееш да излезеш со кратки панталони. Тоа било како некое правило по старите глумци. Ја пак сум од старата генерација, јас сум 14 години театар се славиме на 27 март, задутре. И 14 години сум у театар. Јас го студирав през 16 години, па старите ги фатив професори, знаеш? Да. И они така малце построги беа за тоа, за панталони, за култура во театар. Види, јас сум од ептем по старата гарда, од гарда на твоите професори во МТВ кога работевме, не смеевме ни на работа да дојдеме со кратки панталони. Така, не можевме да влеземе. Не можеше тоа. Тоа беше забрането. Па исто. А горе може и по кратки, може и гол, зависи кој колку е развиен, знаеш. И на крај ќе те прашам. Ако имаш што да покажеш. На крај ќе те прашам. Јас као што немам што да покажам, горе у јакна може ќе настапам. За крај не те гледам веќе. Чекај само да се вратиме на муабетов, сакам да може ќе те гледаат и од други држави, од кај знам. После Малта одма на трети се враќаме, на четврти продолжуваме еден град од германската турнеја, го изоставивме на есента, сега ќе го надополниме, тоа е Дортмунд. Кога идете во Дортмунд? Кога сте во Дортмунд? На четврт. Знаеш дека на 15 игра Барселона во Дортмунд. Мислев ќе се сретнеме пак таму. Остајме силе минатиот пат у Франкфурт кој имавме настап, европско имаше. Пак ја промашувате Лига Шампион. Европско на утакмица у Франкфурт бевме и прво не можевме карти да најдеме, а второ беа нешто таму 2000, 5000, 7000 евра картите. Ама битно прошетавме низ градот, имаше фан зона, беше многу добро организирано, све беше поврзано со фудбал у градот, покрај реката, тука штандови да купуваш дресови, билборди, многу беше убаво кога сме кај тоа. После продолжуваме ние Ротердам и после тера турнејата, не знам како више толку градови се не ги знам дека има Прага, Љубљана. Одлично, затоа им кажувам, една представа ќе 1 април, време за билет сега. После нема кукање и имаш една карта више, имаш една карта више, нема карта више. Тоа што ќе се продаде, тоа викам, не сме у Македонија, па ајде, влези. Таму се малце посериозни. Деца може ли да дојдат? Деца не се препорачува, ама може, затоа што, мислам, деца, да нема 2 години детето да плаче. Да, не да мјаука таму, да. Ама мислам дека некои 14, 15, 16 години ние не практикуваме, ама кога ќе дојдат више, не ги бркаме, затоа што прво стендапот има многу малце вулгаризми, овој материјал, надпросечен македонец, затоа што беше правен за во голема сала, за голем настап. Ова е истиот материјал, истиот стендап, со кој што на есен напунивме 4 сали Јане Сандански. Браво. Тоа е истиот и направен е, да речам, за сите генерации луѓе, не е нешто вулгарен посебно. Браво. Не е ништо повулгарен од на TikTok кога си седат децата и си скролат. Сакам да кажам исчистене вулгарности. Ова на син ми нема да му го кажам, ќе му го прекинам тука видеото од емисијава денеска. Седум имам, ви ги знае сите скечеви на памет, само не кога ќе почнеме на ручек, кога ќе се собереме, ова да ви кажам, ова да ви кажам. И ние сите го гледаме више и ние почнавме од него да ги учиме на памет скечевите. Не се препорачува, ама знаеш како од искуство кога одиме по странство, знам дека многу луѓе немаат кај да ги остават децата и кој да им ги чува. И заради тоа, само заради тоа ја викам, ајде, ако немаш да се организираш, а сакаш многу да гледаш стендап, не сам нема да ти го прекинувам задоволството, донеси го и детето, се разбира на твоја одговорност, знаеш, како кога гледаш програма на телевизија, за оваа програма треба надзор од родител. Знаеш, ако има надзор од родител, родителот ако свесно го носи детето и не му е проблем да слуша стендап, онда ние немаме проблем. Само ти викам, да не се деца во бебиња, мали. Да.
Вака. Иначе си доаѓаат често и тука и си доаѓаат некои 16, 17, 18. Више не смеш, не можеш да му кажеш. Ама на 5-16 сасвим окей, пошо. Сепак имаме и фанови што се 5-16 години. Да, и помали. Овој конкретен стендап не е проблем, може би некој друг по-вулгарен нешто, да, би правеле. По-сериозно би кажале, а вака со надзор на родител, нема проблем. Јасно. Ништо, голем поздрав за во петок, ќе се слушнеме пак, ама и Атанас ќе го донесеш негде до тебе. Или ќе го врзеш кај идеја во нашиот интергалактички систем? Абе, он тука е кјути спие, сега ја не го кажувам, ама еве го. Легна да не се буди. Ништо, во петок се слушаме пак, со уште малку детали, а до тогаш биете ми поздравени и ве очекуваме. Драго ми беше што се слушнавме, па се гледаме наскоро. Тоа е, слушнавте се, да не должам веќе. Билети имате сега на линкот кај што ќе го постирам и видеото на сите страни и размислете. Не чекајте го последниот час. Во петок се слушаме и се гледаме пак. Friday, 8 p.m. New podcast.